За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите ролувани палачинки во сос. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. 8 палачинки, 400 грама мелено месо, 1 брзот Макдонос, 2 главици кромит, 4 јајца, 200 грама лебни трошки, 2 моркова, 1 лажица зачин К+, 200 мл кисела павлака, 1 лажица сенф, 2 чешњиња лук, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 60 минути. Главиците кромит ситно ги сечкаме. Морковите ги сечкаме на коцки. Ситно го сечкаме Макдоносот. Ситно ги сечкаме и чешнињата лук. Во тава на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот кромит. Ги додаваме и сечканите моркови. Откако кромидот и морковите ќе омекнат, во тавата го додаваме меленото месо. Посолуваме. Наросуваме зачин К+, додаваме и мелен црн пипер. Промешуваме. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Ги матиме со жица. Откако месото ќе се испржи, ја тргаме тавата од оган. Со лажица од филот од тавата нанесуваме на првата палачинка и ја свиткуваме во ролат. На ист начин ги подготвуваме сите палачинки. Ги свалкуваме палачинките во изматени јајца и лебни трошки. Потоа ги пржиме во тава на оган со поголема количина загреано масло. Откако ќе поруменат од сите страни, ги вадиме палачинките од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартиени салфетки. Во друга тава на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот лук. Откако лукот ќе се испржи, ги додаваме киселата павлака, сенфот и исечканиот Макдонос. Мешаме со лажица. Откако сосот ја добие потребната густина, ја тргаме тавата од оган. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа зелена салата. На чинијата ги сервираме ролуваните палачинки. Лимонот го сечкаме на тенки кругови.
Со лажица врз палачинките нанесуваме од сосот од тавата. Украсуваме со 4 круга лимон. Врз секој лимон ставаме по едно парче шери домат. Декорираме со цвет. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.